Почитувани другарки и другари, почитувам председател на општинската организација Горан Дмитровски, почитувани кандидати за советници, почитувани поранешни пратенички Сонја Михаиловска и Мира Стојчевска, ама не можев да видам Мира. Ајде. Докажани борци во парламентот за имплементирање на социјалдемократските политики во нашиот мандат во изминатите 7 години, кога вистински бенефит видоа граѓаните, работниците со повисоки плати, пензионерите со повисоки пензии, стечајните работници за прв пат после 30 години обештетени, подобри закони за заштита на жените, децата, и тоа во првите 2 години од мандатот на СДСМ. Го слушаме сега премиерот, вика децени и требале. Не бе христијани, ниту имаш капацитет, ниту имаш волја да им помогнеш на граѓаните и на државата. Почитуван актуелен градоначалник, мислам дека јас не треба да зборувам за тоа што си го направил. Вие сите тука присутни многу добро знаете како беше Делчево пред 8 години и каков град е сега. На 200 завршени проекти, на 40 милиони евра инвестирани во проекти за подобрување на инфраструктурата, на условите за живот во градот. Пречистителна станица, затворен пазар, мост, оваа сала реновирана како што треба. Најдобриот градоначалник кој што Делчево го имал до сега. Искрени честитки за досегашната работа. Дејане, Катерина и вашиот тим ќе имате сериозен предизвик. Таа работа да продолжите, но благодарение на вашата визија, на вашата желба, енергија, јас знам дека вие сте единствените луѓе кои што тој пат тука може да го продолжат. Делчево да продолжи да се развива, да биде вистински европски развиен град, пристојно место за живење, да одговара на потребите на граѓаните. Почитувани присутни, тука во градот кој го носи името на нашиот револуционер Гоце Делчев и во кој денес живее неговата мисла за човечката правдина и идеал за слобода. Како друга вредност и идеал би имал Делчев, кога самиот за себе рекол: по душа сум анархист, по убедување социјалдемократ, а по дела револуционер. И тоа сме ние. Тоа е Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и поддржувачите на социјалдемократската идеологија. Да се биде социјалдемократ не значи да се биде совршен. Туку да се има визија за државата, да се биде одговорен пред граѓаните, да се обединува, да се има прогресивна и револуционерна мисла. Затоа сегогаш Социјалдемократскиот сојуз на Македонија бил и е тој што ја носи државата и граѓаните кон јасна иднина и што се грижат за реалните нивни проблеми. Ние сме тие што не се повлекуваат во криза, туку преземаат одговорност и се соочуваат со проблемите. Можеби не секогаш сме биле она што граѓаните очекувале. Но секогаш сме биле партија што на вистина служи на народот, а не на поединци. Нашите корени се во Аспа, во генерациите што ја поставија
темелната вредност. Државата на народот, држава на еднаквост, правда и солидарност. Како наследници на идеалите на АСНОМ, продолжуваме да се бориме за граѓаните, за заштита на нивните права и за еднакви можности на сите. Тоа се вечните вредности врз кои Социјалдемократскиот сојуз на Македонија делува и гради политики. Работа за народот, грижа за секој еден човек, грижа за иднината. Ова се вредности кои сите нас треба да не обединат и со кои треба да ги сопреме ВМРО-ДПМНЕ во нивното аздисување, историски незапамтената партизација на институциите, непотизмот, злоупотребата на народните пари и негрижата за граѓаните. Не смееме и не можеме да останеме равнодушни на случувањата во државата, кога целиот дом сака да го присвојат само за себе, да го крадат и да го направат приватна својина. И затоа повикот за оваа борба има денеска посебна важност и значење. Сега е потребно, обединети, да се бориме за нашиот дом, за нашата куќа, за секој едно мало, за нашите соседи, да ги слушнеме нивните барања, за чист воздух, за работниците, за пензионерите и за младите. И ви уверувам дека нашето делување и ова што го правиме не е само политичка активност, тоа е наша обврска кон иднината. Иднината на државата и кој секој еден човек што живее тука. Ги слушам граѓаните секој ден. На терен гласно ја кажуваат нивната разочараност, но и нивното чувство на несигурност и неизвестност. И оправдано се загрижени, бидејќи граѓаните очекуваа власт, што ќе го исполни тоа што го ветуваа пред изборите. Дека ќе работи без изговори, ќе ја средувале државата, ќе донеле правда, подобра економија. Денес, по сите големи ветувања и зборови на ВМРО-ДПМНЕ. По година и пол од нивно владење од централната власт. Реалноста е тажна и сурова. Цените во маркетите растат, платите не само што не мируваат, паѓаат. Институциите се претвораат во партиски штабови, а секој еден нов ден е се потежок за граѓаните. Наместо програма за горди граѓани и достоинствена иднина, гледаме програма што ја уништува државата и ги остава граѓаните да преживуваат сами. Импровизација во секоја една сфера од живење, од општеството, од државата. Без план, без стратегија за буквално ништо. Ете така ја водат, ако воопшто може да се каже дека водат држава. Граѓаните ја очекува и долго најавуваната правда и правна држава на ВМРО-ДПМНЕ. Наместо правда, се изнагледавме селективна правда, скандали и напредување на судии обвинители, за реформи само се зборува, ниту еден закон од реформската агенда не е донесен, правосудниот систем е едноставно оставен сам на тебе. И вработените во правосудството се разочарани. И тие сакаа реформи по нивниот систем, сакаат правосудство по европски трг. Кога слушам премиерот оди по митинзи, изборува за правда и одговорност. И знаете што е најтажно? Го слушаме истото како и пред минатите избори. Истата реторика, истите ветувања. После локални избори, лично ќе се позанимавал со судството и обвинителството. И премиер, и судија, и обвинител. Се во едно е Христан Мицкоски. Тој назначува, тој разрешува, тој оценува судии и обвинители и на крај пресметка прави дали платата им била доволна. Ете, ова, за жал, е сликата за македонското правосудство денес. Со ВМРО-ДПМНЕ знаеме само за судство од тефтерче, правда која тие самите ја носат како што само на нив им одговара. Одма после избори ќе се зафателе со криминал, ќе изчистеле се, ама некако чистењето тешко им оди. Па гледам на рекламни спотови, повторуваат дека промените не доаѓале наеднаш. Замислете, на примерот за вистински промени му требале децени. Ама не знам зошто не се изненадив кога тоа го слушнав. Неговата безидејност покриена со нереални проекти, советување за граѓаните пред избори,
лагите и пиар манипулациите едноставно испливаа на површина. Сега следуваат изговори и оправдување за катастрофално лошиот перформанс и на централно и на локално ниво. Но нема бегање од вистината. А таа е дека оваа влада нема резултати, не планира да ги исполни ветувањата кон граѓаните, едноставно нема капацитет за ништо. Оваа влада е далеко од народот, арогантна и изгубена во своите кабинети, додека семејствата бројат денови до следната плата и ги кратат основните трошоци. Почитувани присутни, реалноста е дека народот, луѓето чека повисоки плати, а вистината на владата е во нивните кабинети. Се луксузираат манго, папаја, бифтеци. Почитувани присутни. Ова не е време за апатија и повлекување. Ова е време кога мора да донесеме одлука. Дали да останеме пасивни и да го гледаме она како што со децении сме го граделе сега се распаѓа, или да застанеме заедно и да го заштитиме тоа што ни е најважно. Иднината на нашите семејства, достоинството на нашата држава и гласот на секој еден граѓанин. Затоа е потребно обединување и силен Социјалдемократски сојуз на Македонија. Силен СДСМ е единствената надеж дека Македонија ќе биде правична, човечна и демократска држава со јасна перспектива. Да извлечеме полука од минатото и да се здружиме околу борбата за вредности, за нашите идеали, да исправиме партијата на нозе, за да им служи на граѓаните. Се бориме за честност, за отчет и за работа што се гледа. Поделбите не носат добро никому. Формулата за успех е силна партиска инфраструктура, односно луѓе кои како вас работат вредно, честно и одговорно 365 дена во годината, за да ги афирмираат нашите политики во средините каде живееме. Тоа е клучот за изборна победа. Почитувани присутни, Делчевот секогаш бил град со душа, со историја, со богата традиција. Град на честни, трудолюбиви луѓе, кои знаат што значи заедништво, знаат што значи да се гради, а не да се уништува и да се дели. Во Делчево покажавме дека СДСМ не е партија која што само ветува. Работиме, реализираме и создаваме сите. Покажавме дека нашата политика е политика за граѓаните, за младите кои сакаат да останат тука, за семејствата, за работниците, за секој еден честен човек кој сака достоинство и сигурност. За овие 8 години другарот Горан Трајковски и локалната самоуправа од редовите на СДСМ го покажа тоа на дело. Делчево денес е модернизиран град, со инфраструктура која го леснува секојдневието. Градинки, училишта, паркови, спортски терени, културни содржини кои го зајакнуваат духот на заедницата. И нема јас да зборувам за тие проекти, видливи се, вие многу подобро ги знаете од мене. Новиот кандидат, нашиот другар, Дејан Гинџарски, и тимот советници продолжуваат таму каде што застанува гора. Продолжуваат да го напредуваат градот, за тој да биде уште подобро и попријатно место за живење. Почитувани присутни, овие избори не се само за градоначалник. Тие се за обединување на СДС. За враќање на довербата кај разочараните, за помирување на оние кои се разделени. Кога сме обединети, нашата сила е непобедлива. Кога сме слаба опозиција, тоа им прави услуга само на оние кои мислат на себе. Ние не ветуваме, туку делуваме со план, со ред, со одговорност. Затоа, подршката на Дејан и советничката листа на СДСМ е подршка за визија и нови конкретни резултати. Затоа што тие нудат конкретни решенија, проекти кои што се темела на вашите барања. Дом за стари лица, за достоинствен живот на нашите постари сограѓани. Куќа на културата, срце на градот, простор за младите, уметност и култура.
централен поштат и уредување на речното корито на Брегалница, современ поштат, пешачки, велосипедски патеки, детски игралишта, спортски и рекреативни зони. И овие проекти не се само на хартија, и јас лично преземам одговорноста дека нема да останат на хартија. Затоа, на 19 октомври, да излеземе сите, да покажеме дека силата треба да не обедини и тоа да го преточиме во нова победа за доброто на Делчево, за обединет социјалдемократски сојуз на Македонија, за уште поразвиен европски среден град Делчево. Да живее Делчево, да живее социјалдемократскиот сојуз на Македонија, да живее Македонија!